Здраво! Добродојдовте во нашето детско катче. Денеска ќе се дружиме со нашите другарчиња од прво одделение. Тие имаат ќасно отворено за македонскиот фолклор, а меѓу другото јадеа вкусни струмички лангиди и слушаа народни приказни. Во склоп на наставниот план и програма кои се застапени во прво одделение, низ повеќе наставни предмети и наставни содржини веќе во училиштето имаме изработено како наставни единици дел од традицијата. Значи децата се имат запознаено со народните приказни, со басните, со ликовното творештво, со музичкото творештво и сакавме ова да биде еден завршен настан надвор од училницата, каде ќе споиме повеќе нешта, каде децата имаме една традиционална трпеза, дел од предметите кои се користеле, вештините на жената во минатото, ткаењето на килими, черги и така натаму. Активноста заедно ја правиме со Europe House и со Сдружение на граѓани Средба под јаворите. Особено задоволство ми е што денес со нас е Ана Рингачева, со која ќе обработиме неколку народни приказни адаптирани за возраста на децата. Настанот кој што денеска го организираме е се со цел да го доближиме народното творештво до најмалите, до дечињата од прво одделение. Тие по својата наставна програма учат за народно творештво, меѓутоа идејата ми е да ја доближам народната приказна до нив, да го почувствуваат народниот дух на времето во кое што живееле нивните баби, нивните дедовци, нивните прабаби и прадедовци. Тој дух за жал денеска е изгубен или децата многу малку можат да го почувствуваат. Единствениот начин да им го доближиме тоа време е преку приказните. Приказните кои што јас ги адаптирав се приказни од македонското народно творештво, приказни кои што се адаптирани на таа најмала возраст деца, да можат да ги разберат, да можат да ги сватат, приказни кои што се прочистени од поголемиот број архаизми што ги содржат. Говорот е адаптиран на нормата на современиот македонски литературен јазик и приказни кои што носат со себе убави поуки, убави пораки кои што се важни за развојот на нашите деца. Сега, дали гледате што се има околу мене? Добро. Гледате дека има предмети кои што не ви се многу познати или од прилика сте виделе. Знаеш, повели? Браво, направени се од глина, ги гледате овие грниња, така, направени се од глина. Браво за убавите деца, повели? Со рака, така е, на рака ги правеле глинените садови и зашто служеле тие садови, дали знаете? Така е, од нив јаделе
така изгледале чиниите во тоа подалечно време? Од таму јаделе, пиеле, еве чашките ги гледате исто така? Добро. А дали знаете овие грниња за што служеле, на пример? Ајде? За млеко, за вода, така е, добро. А млеко купувале од продавница или на друг начин го добивале? Од кравите, овците, ги молзеле, така и ги полнеле во вакви садови. Што мислите, дечиња, дали тоа време било убаво, интересно? Да. А дали може да замислите дека во тоа време, например, немало мобилни телефони? Возможно ли е да се живее без мобилни телефони? Да или не? Да, браво, умни деца. Така е. Така е, оти ќе ти се расипат очите, ќе те боли главата. Децата размислуваат секојаш паметно. Немало телевизори, знаете и тоа? Да. И дали немало интернет? И дали знаете како си го исполнувале времето? Што правеле, например, за да им биде интересно? Немало, така. И што правеле во слободното време? Си играле, друго, Кирил? Читале, приказни, бабите им раскажувале, не им читале, бидејќи немало ни книги, туку им раскажувале приказни, им пееле песни и така децата заспивале. Повели, Душо? И немало струја, да? Па тогаш ако немало струја, што мислите, кога си легнувале? Штом ќе зајде? Сонцето, бидејќи нема што да им свети. Добро, деца. Сега јас би сакала друго да ве прашам. Дали знаете од што се добива лебот? Од што се добива лебот? Ајде, од што се прави лебот? Од тесто? Добро. Од брашно, така? Добро. Знаете како изгледа брашното? Да. Бело е брашното. А од што се добива брашното, дали знаете? Од што? Од жито. Браво, деца, многу сте умни. А како изгледа житото, дали сте виделе некогаш? Жолто, така, класие. Еве како изгледа житото. Гледате? Овие жолтите високи класие, тоа се жито. Во ваквите класие има внатре, јас ви донесов да видите како изгледа житото. Еве. Гледате? Ова е жито, еве го. И кога ова жито ќе се смели, а знаете ли каде го мелеле житото? Каде? Во фабрика? За жал тогаш немало фабрики, туку фабрики биле така наречените воденици. Еве како изгледа воденица. Ја гледате оваа дрвената куќичка? Знаете ли како работи оваа воденица? Како? Се врти тркалото. Така е. Значи на вода, колку убаво знаат децата, се нема потреба да им раскажувам. Ова тркало врти во вода и така, кога врти тркалото, внатре има два камени, меѓу кои се става ова жито, еве ова што ви го покажа, врти, така е, и прави брашно, така е, еве го брашното. Видете сега, од ова жито ќе се добие брашно. Сите знаете како изгледа брашното, нели? Така е. И нашите вредни баби, не знам, мајките многу не прават лебови, меѓутоа нашите вредни баби прават, што се прави од брашното? Леб, друго? Кифли, друго? Пури, друго? Баници, браво. Ама се прават и убави вакви лангиди. Еве. Многу јадеш, на крајот сите ќе добиете по една ваква убава лангида. Со сиренце, добро, за вас ги направи баба Милева, она е мајстор за вакви убави лангиди. Значи, гледате ли како треба да се дојде до крајниот производ? Од нивата, житото, во воденицата, пченицата се носи, се мели и добиваме брашно од кое што се прават вакви убави работи. Добро. Сега, дечиња, јас би ви прочитала една приказна, во која што ќе видите како еден крт и еден еш се нафатиле да работат на нива, да садат жито. Можете ли тоа да го замислите? Можат ли да работат они, да прават
да копаат, да садат, мислите дека можат? Не, ама во приказните се може, нели? Така е, и во цртаните филмови, и во басните, така е. Сега дечиња, вие знаете дека има едни приказни во кои што животните зборуваат. Како се викаат тие приказни? Басни, така е. И обично животните имаат ликови на луѓе, нели? Се караат, се сакаат, знаат да бидат понекогаш умни, понекогаш неумни. И сега ќе ви прочитам една убава басна, а сакам вие да внимавате, добро? Ајде, слушајте вака. Лисицата, кртот и ежот. Еднаш, кртот и ежот се договориле заедно да работат на полето. И се што ќе сработат летото, на крајот да си го поделат на еднакви дели. Крту, пријателе, му рекол ежот, каква работа да фатиме ова лето? Ами, ежу, не знам, најпрво да го изораме полето. Јас ке орам, а ти по мене ке сееш жито, одговорил кртот. Ежот се согласи и започнале заеднички да работат. Кртот ја изорал нивата, а ежот по него сеел и се тркалал со боцките за да го покрие семето. Поминало време, житото пораснало и стасало за жнење. Ја ожнеале нивата и двајцата земале по едно кутле или котле. Знаете што е кутле, односно котле? Еве ова што ви го покажа. Ова е котле. Може да биде помало, поголемо, зависи колку жито треба да собере внатре. Па така ежот и кртот си земале по едно кутле за да го соберат житото. Почнале да ги полнат садовите, но се скарале. Ежот сакал неговото кутле да биде пополно, бидејќи многу се мачел кога се тркалал по нивата. А пак кртот сакал неговиот дел да биде поголем, зашто додека орал си ги искршил ноктите. Се скарале и бидејќи не можеле да се договорат, решиле првиот што ќе помине да им помогне. По патот одела итрата лисица и кога слушнала за кавгата ги прашала: што се карате бре еже и ти кртуле? Што имате да делите та толку се карате? Откако и раскажале за што се караат, кума лиса рекла: ех ти ешко мешко и ти кртуле мртуле, вие имате за делење вака 9 килограми пченица, кутле и слама. Знаете што е слама? Што е слама? Тоа е, ајде повели, тоа што останува кога житото ќе се ожне, така, оние мали, тенки и жолти гранчиња, така е. И лесно се кршат, така е. Браво, тоа е храна за стоката. Браво, деца. Еве право како се дели. За тебе еже меже, еве ти ја сламава да си лежиш на неа. За тебе кртуле мртуле, пченица едно кутле, толку ти е доста за цела зима. А за лисица мисица ќе бидат 9 килограми пченица, за да си ги однесам на воденица. Еве вака бидува за вас правда правдина, како јаже во торба, рекла мудрата лисица и си заминала со пченицата. Така е тоа, деца. Кога двајца се караат, третиот користи. Браво! Сега, дечиња, ај кажете ми, кој искористил најмногу од кавгата меѓу ежот и кртот? Кој? Повели Душо? Лисицата. Треба ли да се караме? Не, туку треба да бидеме сложни. Кога заедно работиме, заедно и да делиме. Повели? 9, така? Можеле да поделат по 9 килограми. Ама бидејќи биле алчни, сакале многу, на крајот останале со сламата и со малку пченица. Дали ви се допадна оваа басна? Да, добро. Значи сега научивме како се добива лебот, една работа, и втора работа научивме дека никош не треба да се караме. Така е, нели? Добро. Сега, бидејќи бевте многу умни за оваа басна, ќе ви прочитам уште една, може ли? Може, добро. Оваа што ќе ви ја прочитам, исто така е многу интересна. Се вика Умната Маричка. Има ли некоја девојче што се вика Марија?
Тетката се вика Марија, братучетката, браво, добро. Слушајте сега ова убава интересна приказна. Си било едно умно девојче, се викало Маричка. Маричка била многу вредна, работела се што ќе ја каже нејзината маќа. Но маќејата имала и ќерка по име Марика. Еден ден маќејата измесила погача. Знаете што е погача? Лепче, така, она домашно лепче, и ја дала на Маричка да ја однесе на селската воденица. Кога стигнала Маричка до воденицата, таму ги затекнала кучето, мачето и петлето. Седнала со нив да вечера, ја поделиле погачата подеднакво на сите. Штом се стемнило, на вратата од воденицата затропал волкот. Што да кажам, кученце, маченце, петленце? Исплашено прашала Маричка. Кажи му, нека донесе една вреќа брашно и ние ќе му отвориме, рекле пријателите. Донел волкот вреќа брашно и пак затропал. Што да кажам, кученце, маченце, петленце сега? Повторно прашала Маричка. Кажи му да донесе злато, рекле пријателите. Се вратил волкот со златото и пак затропал. Сега што да кажам, кученце, маченце, петленце? Уште поисплашена била Маричка. Кажи му нека донесе вода во сито. Знаете што е сито? Што е? Тоа е оној предмет во форма на круг кој што има одоздола мали дупки и кога се става брашно, брашното се сее, чистото брашно оди доле, а одозгора остануваат ако има некои мали нечистоти, разбирате? Тоа е сито. Се носи ли вода во сито? Што ќе се случи ако ставите вода во сито? Ќе истече цела вода. Арно, ама волкот тоа не го знаел дека ќе се случи и цел ден носел вода. Носел вода во сито, носел, но никако да донесе. Сонцето изгреало, волкот си преминал. Кога Маричка се вратила дома со брашното и златото, лошата маќеја посакала и нејзината ќерка Марика да стане богата исто како Маричка. Измесила погача и за неа и ја пуштила на воденицата. Седнала Марика да вечера сама, а кучето, мачето и петлето й рекле: Дај ни, Марике, малку од погачата, па и ние сме гладни. Мајка ми, за мене ја месеше погачата, а не за вас, одговорила Марика и продолжила да јаде. Но тогаш волкот затропал на вратата. Марика исплашена рекла: Што да кажам, куче, маче, петле сега? Марике, како што сама јадеше, сега сама смисли си што ќе му кажеш на волкот. Рекле во еден глас кучето, мачето и петлето и си заминале. Дали ја разбравте приказната? Дали постапката на Марика била добра? Дали не била добра? Зошто? Бидејќи не ја поделила погачата со пријателите, така ли? Кучето, мачето и петлето останале гладни заради тоа што Марика била лоша, себична и си ја изела сама погачата. А каква била Маричка? Добра, бидејќи ја поделила храната со пријателите. Дечиња, дали, например, ако вие имате ужинка, а вашето другарче нема, што треба да направите тогаш? Да ја поделите на два дела, да има и за вас, и за другарчето. Тоа се вика другарство. Така ли е? Така е. Уживавте ли со приказните? Мене ми беа многу интересни. Другарчиња се гледаме следната седмица. До гледање!